Добро. Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте на втората онлайн дискусија организирана од КСП Центар Јадро. Затоа што ова програма е онлайн, за сите евентуални технички проблеми се извинуваме однапред. Јас сум Ѓорги Пулевски, работам во јавната установа КСП Центар Јадро, а вечерашните гости се Александар Ковиловски и Александар Кацарски Каца. Александар Ковиловски е член на рап групите Браќа по крв и Клан Исток, еден од создавачите на организацијата Хип-хоп Македонија, која се обидува да го презентира хип-хопот како култура, а не само како одреден вид на музика. Автор е на 3 хип-хоп книги, кои од научен аспект го третираат прашањето за хип-хопот и неговата општествена условеност и одговорност. Исто така автор на емисијата Хип-хоп магазин, која одеше од 2007 до 2010, на првите и вторите македонски хип-хоп награди и исто така организатор на многу бројни хип-хоп трибини и дебати во Македонија. Моментално ја води онлайн хип-хоп емисијата Магазин 4, која се надеваме дека ќе го најде својот дом на некоја од нашите телевизии. Александар Кацарски Кацар е член на групацијата Токсиколози и соло хип-хоп артист од Скопје. Својата кариера ја започна во 2004 година, ако се сеќавам добро, групата се викаше Остар Звук, и активен на хип-хоп сцената до ден денес. Претходно од 2008 до 2013 година беше и член на групата Токсикологија, која стварно ставија свој печат во тоа време за македонската рап сцена и инспирирајќи генерации што следе. Во својот авторски каталог има многу песни, спотови, компилации, гостувања и албуми како што се Жими ја, Пушти глас, Чекер Аукц, База 903 и многу други. Здраво на двајцата, добро дојдовте. Здраво. Здраво и од нас. Ке започнам прво со едно лично прашање. Двата сте независни културни работници и ова пандемија, како и на многу други ваши соработници, веројатно им одложи многу планови и проекти. Како се сноѓате во овој период, како сте физички, ментално и како е вашиот state of mind сега? Па еве да кажем да земам јас разбор. Моментално е се кул, знаеш, некои работи излегува негативни во смисла на психички притисок да издржиш во ова време невреме, што би рекол Кацар. Ама од друга страна па има, ти се нудат некои можности да седнеш и да размислиш, да реализираш некои идеи за кои што стварно си немал време да ги постигнеш. Така да колку што е негативно, толку е позитивно. Нормално превладува негативното, пошто да не можеш да излезеш од дома е проблем. Не можеш да излезеш во некоја институција која што работи со половично работно време. Ама тоа е. Тоа се правилата. Здравје, викаат морало да се почитуваат. Да. Кажам исто од аспект на творење, изненадувачки ми дојде добро, ама знам и дека и на другите уметници, не само рапери, што нели творат нон-стоп, но сега некако за себе си најдоа време сите и можеби ете размислија. А сметам и дека публиката во ова затворено, знаеш, во овој затворен момент почна да слуша по свесна музика, у смисол дека не можеш цело време да се забавуваш нели дома. Меѓу другото и самиот притисок од тоа дека пандемија, ете, што се вика прв пат ни се случува на човештво во модерно време и е чудно, доста чудно, ама ете, оке, сакам да кажам дека мора да се држи човек, тоа е борба. Се уствари, тоа е борба. Супер што ете ова ситуација не ви го падна моралот, па ти како што речете те направи попродуктивен. Затоа што вечерашната дискусија ќе се одвива околу политиката и хип-хопот, тоест политичката димензија на хип-хопот. Би сакал да ги кажам, да ги разграничам нашите сваќања за политиката, кои не се ограничени само на активностите на партиите и на владите, туку и действијата на социјалните движења, дебатите за религијата, родот, класата, сиромаштијата, конзумеризмот и слично. Значи, политиката е и нешто големо како влез во воен сојуз, но политиката исто колку чини лебот. Е така да, ако ова широка дефиниција се аплицира на хип-хопот, ќе видиме дека сите групи, сите музики
биле политички на еден начин, некои можеби поексплицитно биле активистички, но од страна други групи некои бидале да зборуваат за забава и декаденција. Но во една таква поширока смисла сите групи биле политички. Така да, ако имаме од времето на 80-ти Public Enemy, кои се синоним нели за политички рап, паралелно со нив ги имаме Run DMC, Beastie Boys. Во 90-тите кои ги имаме некои групи како Dead Press, од друга страна ги имаме од Атланта тие раперите како Lil Jon, таа цела атмосфера доаѓајќи од таму, Outkast, Dungeon Dragons и слично. Така да, и сега, да речеме, и во 2015-2020 ги имаме можеби раперите како J. Cole, Kendrick Lamar, од друга страна ги имаме и цела она дрил сцена, да кажем, од Чикаго, па Chief Keef и новите Lil Pump, кои да се, кои пак прават некоја друга музика, која можеби не повикува на некоја поголема свесност, но сепак и тие се во одредена, на свој начин, пак политички рап, затоа што и тие артикулираат некоја своја реалност која ги тера да, не знам, ги тера на депресија, ги тера да зема дроги, ги тера да нема доверба во луѓето, па се само изолираат, се само уништуваат и слично. Така да, рапот од секогаш бил, според мене, политички, таа дихотомија на ова е вистински рап, ова е лажен рап, ова е политички рап, ова е не е политички рап, е многу, пак ќе кажам, според мене, климава. Потеклото и еволуцијата на хип-хопот не е баш монохроматска, таа е базирана на повеќе жанрови, како джезот, фанкот, блузот и сол музиката. Така да ние кога ќе бараме таква експлицитност активистичка на рапот, мора да ја видиме историјата како почнал рапот. Значи, ако раперите почнале од старо време, тоест од 70-ти години, да земат делчиња од Джеймс Браун, Нина Симон, Джил Скот Херон, тие сите зборувале експлицитно за расизмот и за опресијата што ја трпеле. Значи, Джеймс Браун има песна како I'm Black and I'm Proud. Најпознатата песна на Нина Симон е Strange Fruit. Джил Скот Херон има албуми цели кои повикуваат на револуција, на свесност, The Revolution Will Not Be Televised. Така да, самото креирање на хип-хопот не може да се одели од еден активизам и од песни, лирики за дискриминација, неправда, угнетување и насилство што афроамериканците го доживувале во нивниот секојдневен живот. Дали се согласувате со некои овие мои согледија и што мислите за нив? Па јас се согласувам со поголемиот дел, дури начна некоја тема која што сакав на крајот од ова да ја продискутираме. Не се согласувам во смисла на тоа дека секоја музика е вклучена политички. Таа до некаде е. Знаеш, кога некои пее песни за забави, се знае човекот од која категорија на граѓани доаѓа. Меѓутоа, мислам дека хип-хопот е не единствена, меѓутоа една од многу ретките култури, посебно еве ќе земеме рап музиката како дел од хип-хоп културата, која што влече корени од социјалното, од политичкото, од она што е движење, борба за право. Тоа е ретко која музика мислам дека го прави. Можеби панкот и некои други се тука некаде со хип-хопот, меѓутоа мислам дека хип-хопот е една од оние култури кои што е ретко како која друга ја прикажуваат суровата реалност во животот, без шминка, без гимики, без ништо. Онака како што е, еве, го земам ова парче земја, ти го пласирам на тебе да го видиш. Дали ти се свиѓа или не, тоа е твоја. Кацар? Па да, јас се сложувам, види, затоа што не може да нема политички елемент, затоа што у суштина луѓето кои што го прават тој рап го прават од околина која што не е баш добра. Така почнува, и тие што се забавуваат, што ги викаме како Lil Jon, и тие артисти се забавуваат како среден прст на општеството. Они дека сакаат да го покажат тоа на некој начин, али
во модерната политика се повеќе и повеќе се вметнува таа очигледна лага. Тоа е поентата, дека раперите се обично се луѓе кои што се интелигентни, нели ти нема мене да ме заебеш и тие ствари, од аспект на тоа и во Америка ги има многу, и тие веќе знаат дека политиката е лага, а дека музиката е и дури некој дел од ентертејментот, као стендап комедија, е многу поголема вистина од политиката. Тоа е мојата. Така. Да. Да, јас само би се надоврзал, знаеш, хип-хопот потекнува од гетото. Зошто потекнува од гетото? Затоа што е своевиден револт против системот. Системот им дава на некои луѓе права и привилегии да ги искажат своите културни вредности, на други не им овозможува. Човекот е социјално битие и мора кога комуницира со другите, комуницира преку културни вредности. Ако тие културни вредности му се ускратени на некој начин, тој ќе измисли свој. Например, не можеш да сликаш по ателјеа, па црташ под зидови. Не можеш да играш во студија, да играш на улица. Немаш пари да си дозволиш да купиш музички инструменти, па создаваш ритм со уста. Значи, сето тоа е многу битно да се осознае од каде е основата на хип-хоп културата. Мисли, ова последната реченица, да се осознае, мислиш дека со тек на време тоа се изгуби, дека новите генерации заборавија кои се основите на хип-хопот? Па не принудени беа за да заборават. Зашто сите се правиме, ние сме мадафака, ама во суштина системот, знаеш што подразберам под системот? Системот е оној кој што е вистински мадафака. Знаеш, кога се појави хип-хопот, кога се појави, тлееше 10 години во гетата и после во средината на 80-тите доживеа вистинска експанзија, бум во цела Америка. И системот се обиде да го оцрне, да го отргне од себе. Видете, хип-хопот потикнува насилство. Сите знаеме таа фраза. И што се случува? Се случува контраефект. Уште повеќе луѓе навалуваат на хип-хоп култура. И во тој момент тогаш може да осознаеш моќта на тој систем. Значи, не може така да го оцрне, па го вклопува во себе како музички жанр. Му ја обезличува идеологијата која што се базира на борба за социјална правда и борба против расна дискриминација и сегрегација, и го оставя да си тлее само како музика. Знаеш, дури чудно е, еве ќе го земам Еминем, не дека го мразам Еминем, ама со појавата на Еминем хип-хопот почна да ја губи својата смисла. Еминем беше против системот. Значи, ако го слушнав, мислам дека му беше прв албум, Marshall Mathers LP од 99 од прилика, така нешто. Имаш уште еден претходно, да, ама овој му беше најголем, да, во тоа. Ете така, кога го зема Доктор Дре, со него, значи, имаше многу свесни пораки. Ама никој не се осврна на тие пораки. Сите кажува, колку е фанки Еминем рецитира против системот, знаеш, тоа е веќе многу јака психологија за да се влијае на индивидуата. Значи, хип-хопот, да, ја изгуби својата смисла, според мене. Поготово во последните 20 години. Ја изгуби својата смисла. Ја изгуби смислата на своето постоење како движење. Си продолжува да обстанува како рап музика, меѓутоа како движење не е тоа што беше. И има бајги многу да се работи за да се врати на старата форма. Јас мислам дека можеби новите членови на хип-хоп генерацијата ќе ме демантират, ама јас сум живеел во тоа старо време. Да, окей, Катар е активен и во старото време и сега во новото поддржува многу млади рапери, се појава на нивните журки. Супер тоа што го правиш, Катар, само продолжи напред. Ете си можеби ти сега може по-релевантен елемент да каже за ова што го кажа Александра како некоја контратеза или можеби ќе се согласи со него. Види, јас само мислам дека сега има експанзија на медиумите, порано значи немаше CD, се молеше човек да се најде касета, тоа сигурно им било и на нив потешко. Но таа експанзија на медиуми со себе носи многу информации и се различно интерпретирани. Затоа и Еминем, како Еминем си MC батл, разбираш, таков
тип на МС Шодел на битки ово и после тоа кога он станува голем, он ни нема ни контрола како ќе го разберат белци, црнци, па и ние у Европа и веќе го знае цел свет автоматски. Значи он веќе станува икона на тоа што треба да е хип-хоп, а меѓу другото тука да не ги забораваме Тупак, ајде и Биги ќе го спомнам, ама Тупак како револуција нема место каде што нема пазар со маичка негова, сакам да ти кажам. Од аспект на тоа кој бил Тупак и што свет донел со него. Затоа и јас ден денес да например да сум се осеќал дека готово немало ни да творам, ама јас сваќам дека тоа е некоја флуидна работа и зависи од артистите, а секогаш во мејнстримот ќе се менуваат работите. Во тоа што ни се дава у фаца, јас сега гледав и на 6ix9ine еден спот, кој што нели не знам ни трап, дали е рап, не е битно, меѓутоа неговата револуција е во тоа што е негова лична револуција. Видете ми излего под затвор, вака и вака, ве нервирам, кој ве врти, сваќаш? Да. А порано, кога ќе искочи некој со некоја напнато со себе, имаше повеќе за тоа што да се смени системот, не беше толку лично. Иако имаше борби на микрофонот, што е една дисциплина во рапот, е нормално. И поезијата во рапот и тие метафори се еден вид тренинг нели за секој рапер. Ама политичката смисла, размислување за општеството е нешто што е очигледно. Никој рапер не седнал да се насочи, сега ќе читам книги за политика и само за тоа ќе пишува. Му се случило и влага дома нервозен и го пишува тоа. Од тој аспект мислам дека хип-хопот не може да умре. Активизмот може би малце е стишен затоа што се случува на социјални мрежи. Така некако го гледам јас. Мене ми е сум амбивалентен по ова прашање, Алек, затоа што ако видиш во 90-ти, кога зборуваш ти за таа златна доба, нели, на музика, тогаш нашите идоли, луѓето кои не инспирира, тогаш топ раперите, биле деца, биле по 20 години. Значи, Jay-Z, Nas, Tupac, Biggie, сите тие рапери биле по 20 години. И нивната политичка артикулација била гневна, но немала толкава тежина како активизмот на раперите денес. Затоа што денес раперите кои наполнале 20 години сега има 40 години. И денес раперите буквално се во локалните совети, прават председателски кампањи за некои кандидати. Нивниот збор како членови на општеството е признаен. Тие се веќе граѓанска класа која е слушната. Сега зборувам за по-конвенционалните, по-комерцијалните рапери. Така да, од една страна, тој активизам премина на некое по-софистицирано и по-официјално ниво, каде што има повеќе тежина. Од друга страна се сложувам со тоа што машината, системот, како и да го наречеме, комодифицира се што е потентно. Се сложувам дека до 95-6 година рапот постоеше и на ТВ екраните, но потоа почна неговата комерцијализација и планови за профит. И стварно се забележува и промена и во звукот, и во текстовите. Затоа поделен сум по овие ставови, затоа што гледам што прават денес на улиците раперите, како маршираат заедно со градоначалниците, како маршираат заедно со председателите, како отварат на избори за некои политичари и слично. Така да, тие се признаени. Од една смисла, веќе не може да ги игнорираат, затоа што се битен член на општеството. Во таа смисла. Тука имаме малку различни размислувања. Да, влегуваат во председателски кампањи и се е тоа во ред. Еве, дури Барак Обама беше првиот афроамерикански претседател на Америка, 2 мандати, 8 години. Што направи? Ништо. Еве ќе ти кажам дека ништо не направи. Пред 2 години бе во Њујорк. Што се случува првото? Значи, не сум очекувал дека можно да постои таква разлика. Влегуваш на аеродром.
луѓето што стојат, што претресуваат багажи и слично, црнци, луѓето во канцеларии белци. И ај ти се кажеш, окей, знаеш, такво има образование, вака така, излегуваш во градот. Значи, сите луѓе по канцеларии што работат се белци, сите луѓе на улица што продаваат се афроамериканци, црнци, како сакаш кажи, понашки. Значи, нема ништо, се нема мрнато со прст во однос на тоа. Кажуваш дека, мислам, и убаво е што имаме вака различни мислења да дискутираме, да подискутираме јавно. Луѓето што имале 20 години во 90-тите, сега има 40 години. Сегашните 20 годишници што треба да го носат хип-хопот, се текаши не знам си кој. Значи има разлика од тој активизам на младите до овој активизам на младите. И сосема поразличен. И овие 40 годишници што имаат влезено, половина од нив го имаат изгубено своето јас со текот на годините. Затоа што се знае дека револуцијата, мислам, е реално кажано, младиот човек е најголем револуционер. На 50 години човекот полека е јаден, го јаде администрацијата во која што живее. Така што јас се уште стојам на ставот дека да, активизмот го има, меѓутоа не е тој што беше кога ќе излезе рап песна во 90-тите, ја го земам 90-тите, зашто во 80-тите сум бил дете и не знам што се случувало, ама кој ќе излезеше во средината на 90-тите рап песна, се знаеше каков ефект предизвикува кај населението. Сега да излезе го нема што е ефект. Може би Кацар убаво кажа, сега се е сведено на социјалните мрежи и поинаку функционира човековиот мозок, ама мене нешто ми фали. И тоа доста големо. Ама ако се социјалните проблеми, социјалните мрежи проблемот, тоа е значи како технологијата комуницира со публиката, тоа значи не е до артистот. Така да ако денес Public Enemy ја изве песната Fight the Power, дали денес со таквата дисеминација преку социјалните медиуми и слично ќе го има истиот ефект како што го имаше кога ја издаде тогаш. Така да дали е до артистот или до времињата во кои живееме? До артистот не е. Значи јас не кажав дека рап артистите се криви, виновни, меѓутоа убаво кажав пред малку, системот е тој кој што прави како што сака, тој е тој кој што го пласира патот на артистот. Имаше баш во магазин 4 имаше едно добро интервју. Не знам точно кој беше, зборува, вика црнецот нема да се откаже од $100,000 за да направи рап песна за журка, за забава, како што нема да се откаже и ни од $50 за да пренесе пакетче крек од едната до другата страна на улицата. Денес е истата приказна. Значи, музичката индустрија, хип-хоп културата е во многу поврзана со музичката индустрија. И сега музичката индустрија го носи хип-хопот во тој правец да биде сведен само на рап музика. Тоа ми беше поентата. И денес се случува тоа. Значи не е осмислен, не живее како хип-хоп движење, како борба за револуција, ова ќе направиме, тоа ќе направиме, без разлика дали ќе направат или не. Туку луѓето се соживуваат со хип-хопот само преку рап музика. Не велам за сите. Значи секогаш постои некоја форма на активизам, меѓутоа во основа јас го гледам така, може би не е така. Тоа е моето размислување. Кацак? Па види, баш е комбинација од овие, како да кажам, размислувања и за тоа уствари се гледа дека се бара работа сега на новово. Значи, чим имаме ние дискусија за тоа, имаме желба, а се бара работа и дефинирање на тоа што на крајот на криштата го прави артистот, го прави публиката или па заедно го прават како едно движење. Моментот на ова е дека ние тие социјални мрежи и интернет, тоа се треба да се гледа како нешто што е добро, затоа што е стварно крикна технологија, значи ненормална работа, можеш да комуницираш со секој многу е јако. И нормално е дека некој ќе го злоупотреби. Ти треба да си таа сила и затоа индивидуално треба да размислуваме сите, која што ќе го променува помалку, а тие што се условно кажано и нели лудите,
ќе постојат секогаш и вака само повеќе излегуваат на виделина и се менува протокот на пари. И можеби за тоа артистот, хип-хоп артистот конкретно, добива и друга димензија во новото време, а младиот хип-хоп артист нема толку глас некако за да дигне револуција, а порано друго било. Тоа јас така мислам, ама сепак јас во 2000-та, од 2000-та навака најактивно можам да кажам дека слушам хип-хоп од 2003-та евен или од кога свесно размислувам. И мене хип-хопот секогаш ме наведуваше да ги слушам и старите траки. Младите дечки не знам дали ги наведува да се осврнат да ги слушаат старите траки што се случиле. Тука е некако и страста треба да има човек, така некако. Во однос на слушање на старите траки или старите артисти, ако старите артисти зборувале за полициската бруталност, нели, NWA, Fuck the Police е нивна најпозната песна заедно со Straight Outta Compton. И ако гледаме денес што се случува во Америка, времињата не се баш многу сменати. Така да и новите артисти, сметам јас дека нема што да се трудат тие да бидат по-политички, туку ситуацијата во која се наоѓаат тие нужно ги прави политички. Така да јас не би гледал со некоја носталгија кон старото добро време, затоа што и ова време, и артистите во ова време, мислам дека многу добро ги рефлектираат политичките елементи и бунтови на времето што го живееме денес. Знаете, Кацар, кога ја напиша ти Црни денови, тебе никој не те натера, некој, ајде сега да напишеш нешто, туку тоа тлеело во тебе. Значи, тоа си го имал и си го пишувал. Така да јас не сум воопшто загрижен за иднината или за сегашноста на хип-хопот, затоа што бунтот и против тоа што се бунеле раперите во 80-ти, 90-ти, проблемите се уште ги има и ден денес. А ако ги има ден денес, таа урбана, млада класа, субгрупа, ќе прави исто пак таква музика. Да, може да се каже. Јас сметам дека и во Македонија, која би се осврнале, нека си на страна нека Америка, Македонија има своји проблеми кои што може да бидат барем делумно решени преку хип-хоп артистите и преку рок-н-рол или метал, мислам, секоја бранша која што со себе носи малку поместување на границите на размислувањето и да се оди кон промена. Затоа ние кога збориме расизам, или ние немаме афроамериканци, црнци и така натаму, но ние ги имаме ромите и не може да ми каже некој дека ние не делуваме, дека нема дискриминација кон нив. Значи има, тоа е факт. И сакам да кажам дека во суштина и во која и држава и дел од планетата, човековата природа е така поставена да ги прави сличните работи, ако не истите. А хип-хопот, па и на времето панкот, кој што дури бил по-див, кој што носел со себе насилство во смисол на идеологија и анархија, тие биле создадени за промена, не биле создадени за да седнат и да уживаат во моментот. Биле создадени за промена, за покажување среден прст, за тоа што не може никој да те чуе. Кога имаш талент и ќе го кажеш пред некој што е на друга позиција и знае дека е инфериорен интелектуално, ама моќен нели на позиција, он разбира дека хип-хопот е опасен за него. Тоа е опасна музика за тие што се моќни, ајде да не речам глупави, туку имаат своја задна намера и е сето тоа подмукло настроено. Ти не сакаш некој да ти каже вистината. Тоа е. Точно. Затоа што само една мала фуснота, затоа што ги спомна ромите и македонските артисти, мислам дека вреди да се истакне тоа е можеби како некоја прикривена или заборавена историја дека рапери македонци, етнички македонци соработувале со ромски артисти, тука ги имаме Клан Исток со Туш Купи Флоу, така да без да ги тера раперите никој да не добиват EU директиви, амерички директиви за соживот и слично, раперите сами биле доволно свесни да сватат дека живеат на ова парче земја и дека музиката, хип-хоп културата може да ги поврзе и тоа го направиле.
Тоа е многу битно што мислам дека се заборава да се спомени. Добро, јас да ја дам мојата забелешка за македонскиот хип-хоп. Ајде. Македонскиот хип-хоп има сосема добра основа за своето постоење. Мислам, како што кажавте, видете ја држава и кажете дека нема теми за обработка. И како музички стил, македонскиот рап, јас сум уверен, туку тврдам дека е најквалитетен на Балканот и најдобар. Значи нема друг рап во околинава кој што е подобар од македонскиот. Ама пак ќе се навратам на старите добри времења, односно нема во овој контекст стари добри времења. Изостанува движењето во македонскиот хип-хоп. Значи, како да ти кажам, значи, на мене не ми е доволно кога некој ќе каже, рокам фристайл на улица, тоа е за мене она вистинското, тоа е тоа. За мене хип-хопот е осмислен да постигне многу повеќе од тоа. Младите мора да научат да бидат лидери, а да не бидат фанови. А некако музичкава индустрија ги теран баш во таа насока. Значи ние сме имале, презентации, предавања, хип-хоп со 150 души, следниот пат дошле 10 души. И не треба тоа да не депремира. Значи мора ние да бидеме активни и понатаму. Нека излезат, нека да кажат својот став за дадена тема. Кажи ми кои се македонските пабликени. Јас лично сега не дека нема, ама некој кој што стрикно се фокусира само на таа тема, не можам да најдам од Македонија. На крај крајава нека се приклучат кон некоја политичка партија и нека одговорат зошто се приклониле кон тоа, кој ќе почнат да ги хейтат, зашто хейтење сигурно дека ќе има. Ама нека кажат, јас сум со нив заради тоа. Јас сум со нив заради тоа, без разлика што и да е. И кога ќе се развива вака, за да има Ален Турен кажал нема класа без класна свест. За да постои такво нешто, за да спроведеме револуција во реалноста, мора да првно да спроведеме револуција во умот. А мислам дека таа револуција во умот кај македонските хип-хопери е толку блиску, ама се уште не стигнале до таа фаза. Знаеш колку е блиску? Само еден чекор треба да направат. И тоа е нешто што ми фали мене лично, кој што треба да се направи, да се направи некоја форма на хип-хоп активизам, а сепак не се прави. Јас ги знам и младиве хип-хоп артисти што се, секоја чест за нив ги пратам сите видеа што се излезени ги следам, се е како што треба, меѓутоа јас сум секојаш ќе бидам секојаш тука со нив кога и да излезат да направат нешто поразлично, нешто поинакво, без разлика што и да е. Мислам, не знам дали ме разбирате која ми е поентата и што сакам да кажам. Дали не се согласувате со мене? Меѓутоа Јас ќе продолжам дискусијата само за да кажам ти што за гледачите што се вклучија. Подоцна разговараме со Александар Ковиловски и Александар Кацарски Кацар за политичката димензија на хип-хопот, неговите елементи порано и сега, колку ја има таа потентност сега, дали ја има, дали има изгубено и дали е напреднат хип-хопот во однос на политиката и неговото влијание во општеството. Алек и Кацар, како што кажавме, дека раперите во Америка и Британија се доста активни во однос на политичките процеси. Во Британија раперите како Стормзи, Новелис, Такала дават поддршка на лабористичката партија на чело со Джереми Корбин. Во Америка ги имаш неочекувано Карди Би и Килер Майк, еден од предводниците на кампањата на Берни Сандерс. Во Македонија тоа не се случува, или можеби се случува срамежливо или задкулисно, да не навлегувам во теории на заговор. Што мислите? Дали тоа треба така да остане, да не се мешат партиите со раперите, или можеби се уште нема кандидат кој ќе ги освои срцата на раперите, кој ќе заговара, не знам, можеби декриминализација на едно, на друго. Што мислите за ваквата ситуација? Порно раперите да направат една партија, сите да направиме. Види, у секој случај мислам дека, пак ќе кажам, тоа е кај нас така затоа што вистина
вистина е невистина. Значи, ништо нема врска едно со друго што го прават политичарите. Ја не знам кој, мислам, ни кој ги тера, ни кутрите што се вика некад сваќа што ќе речат старите, ама за тоа не може да има соработка, пошто се е хаос. Значи, дури има одредени луѓе, нели, дознаваш мала е државата Македонија и дознаваш и дури и се е страв. И затоа ти немаш потреба, затоа што си своја политика. Ние сме си хип-хоп. И тоа на нас не е идеологија. А тие другите што го прават до сега, вистина никој не им се појавил на тие хип-хоп артисти. И пак ќе кажам и некои други типови на артисти кои што творат лично своја музика и бунтовно и размислуваат. Мислам дека никој никогаш не би се приклучил на ниту една партија. Штета што е така, не знам сега како да кажам, ама тоа е реалност. Да. Алек? Убаво кажа Кацар, најдобро би било да си имаме наша хип-хоп партија, во која што ќе членуваат сите хип-хопери, и верувам дека ќе имаме доста добар број на гласови. Затоа што да, тоа е нешто кое што, како што кажав, тоа е нешто кое што фали. Влез во политиката, не зборам за партиски работи. Туку зборам за влез во политика, како да се внесе хип-хопот во политичката димензија, како што кажа во Америка, како што се обидува, не може не направиле, меѓутоа се прават обиди, хип-хопот подправи обиди да се намали расната дискриминација во Америка. Се обидуваат луѓето нешто. Овде, доколку би се обединеле сите хип-хопери без омраза вака, овој рекла така, тој рекла казала, мислам дека може да постигнеме многу. Замисли да се соберат 2000 луѓе на некој си хип-хоп собир, настан, на кој што нема да има само рап музика, туку ќе има и говори, ќе има и цртања, ќе има, буквално ќе биде опфатена целата култура. Тоа ќе биде закон, тоа ќе биде страв за сите. Го нема, ама би требало да. Имаме два коментари од нашите гледачи. Првиот ни доаѓа од професорот Небојша Вилич, во кој што вика: колку што јас се разбирам од музика, скопскиот хип-хоп е единствено нешто вредно да се слуша кај нас десетици години наназад. Јас не би се сложил, има многу добри артисти надвор од Македонија, што стварно вреди да се слушнат, рапери од Кочани, Приле, Куманово и веројатно другите градови. Има супер млади дечки, многу потенцијални. И уште еден коментар кој дава поддршка за раперот Бизи дека е таков политички артист. Ова е интересно со однос на македонските рапери и хип-хопот, затоа што има доста потенцијал да бидат вклучени во политичките процеси, затоа што мислам дека рапот како таков е најпенетрирачки во однос на кај младите генерации. Години наназад, 5-10 години наназад, рапот е буквално најпрофитабилната музика, најпрофитабилната индустрија во светот, посебно во Америка. И кај нас, ако се зема успехот на Слаткар и моментално на други рапери кои се доста популарни, кои минимум имаат по 500.000 милион views на YouTube, ако е тоа некое мерило, може да сфатиме дека се стварно многу влијателни раперите години наназад. Зошто не се вклучуваат во овие политички процеси, може би тоа е доста погорливо прашање. Тука нешто начнавте дека Македонија е мала земја, дека се знае, дека голем дел од политичките партии се корумпирани, се гледа со недоверба, но картите се тие, картите на кои ни се поделени се тие, буквално ете, старите, да речеме, политички партии, ако ги сметаме за корумпирани или слично, не е според мене, не е доволно само да се каже системот е расипан, ние не влегуваме туку од страна, само ќе го критикуваме вечно. Тука е проблемот и со тек на време, како што кажав,
Во 90-тите нашите омилени идоли немале толкаво искуство. Но со тек на време, раперите добиле искуство и работите што ги интересирале во 90-тите, сега во 2020 се сменати. Фокусот и вредностите на како се гледат животот и музиката општо е сменат. Така да сметам дека во наредниот период ќе видиме доста интересни сојузи помеѓу раперите и политиката во Македонија. Добро, ќе се надоврзам само. Убаво кажа, хип-хопот е харизматичен. Хип-хопот во Македонија има таков потенцијал како ретко кој до сега. Затоа што во хип-хопот членуваат, хип-хоп генерацијата во Македонија ја сочинуваат претежно млади луѓе, задоени со идеали, чисти души кои што сакаат да го променат светот. Промената на светот до некаде е, знаеш, во форма на идеален тип и е тешко достижно. Меѓутоа, се уште мислат дека може да го направи тоа. Кога човек го мисли дека може да го направи тоа значи дека до некаде барем може да ја тргне работата по-позитивно. Така да, хип-хоп културата како елемент на движечкото во Македонија, аз верувам дека има огромен потенцијал. Како што кажав, само малку треба да се премине таа граница и да се искористи. Да. Мора да се искористи. Начинот на кој тоа ќе го направи, и јас се уште не го знам. Дали е влез во системот, дали може на некој друг начин, дали од страна. Меѓутоа, вака само да си седиме и да си правиме, знаеш, рап песнички, не е тоа. Апсолутно се Знам сложам дека можеме многу повеќе. Така, кога зборувам ја за вмешување во политика, не зборувам стрикно за влез во политички партии, туку може да си политички активен на многу други начини. Така да зборам во тој аспект, знае. Така ми се сваќам и мило ми е што сме на иста фреквенција. Понекогаш, посебно во низминатото во Америка, имало доста примери на претерување со рапот, тоест опасност од индоктринирање на музиката, значи радикализирање на младината преку музиката. И тога се случува одреден вид на цензура. Некои рапери знаат да бидат забранети на радио, забранети по радиостаниците. Кацар, ти си одржал милион концерти и во клубови, и во хали, си направил многу песни, си соработувал со артисти. Дали си доживел некој тип на цензура, затоа што твојата музика може да ги зарази умовите на младите луѓе? Па, да, си имаме сретнато неколку пати, ама и ние како помлади, мислам дека нашиот одговор мислам бил соодветен на годините, значи сме имали проекти кај што таргетираме дека сме цензурирани. Некогаш и цензурата и да е во право, мора да не остави да го кажеме тоа, ме сваќаш, пошто нели тоа е поентата на новото изразување, на изразувањето општо. Јас сум се сретнувал со цензурирање, но сето тоа секогаш мудро сме го одбегнувале или пак сме се тргале од тој тип на општење, како да кажам, со публика, со пошто јас ако излезам на настап, морам да кажам тоа што го мислам, дури и во моментот. Ме разбираш, не знам, ми се случило нешто, и ја во моментот ќе го кажам тоа. Значи, што и да кажам јас, после тоа може да биде, од после тоа да има коментари. Што, веројатно и тоа е целта, пошто јас во суштина имам добра цел, добра намера. Мислам, се сметам за артист кој што ќе помогне во размислувањето и да не помогне, ќе го каже своето размислување. Затоа во тој аспект цензурирањето сум го одбегнувал. Едноставно, значи тоа значи он сака да ме одбегне мене, тогаш ја ќе го одбегнам него. Тоа е мојот одговор. А сме се бореле со тоа и мислам дека и до сега и нема толку цензура кај нас, пошто пак ќе кажам, интернет има, можеш што сакаш, направи YouTube канал, можеш да збориш што сакаш, дека има, не знам,
Лизард луѓе и сите тие работи. Можеш да сакаш да збориш. И Точно, пак ќе биде кул. Алек, во однос на креирањето на хип-хоп магазин или хип-хоп трибините, дали си имал некој проблем, дали го гледале луѓето хип-хопот како премногу политички или слично? Па, големи проблеми имав кога се правеше хип-хоп магазинот. Имав такви... Само може да објасни за гледачите што беше емисијата и каде одеше, на кој канал? Емисијата се емитуваше од 2007 до 2010 на прва на МТВ1, траеше пола сат. Имаше за цел да ги вклучи младите луѓе во хип-хоп културата, да ги научи да ја спознаат реалноста таква како што хип-хопот им ја представува на еден посебен критички начин на размислување. Јас имав големи проблеми во таа телевизиска куќа, затоа што луѓето не дозволува ништо од тоа што сакав да се објави, да се објави. Значи имав прилози за Црните пантери, имав прилози за Малком Екс, имав прилози за 5%, тоа се религиозна група од гетата во Америка. Имав се и се што, и сето тоа идеше со такви маки, што едно време ми доаѓаше да баталам се. Ама од друга страна, љубовта кон она што го правиш не ти го дозволува тоа. Значи, проблеми како проблеми секаде ги имаш. Со хип-хоп дебатите или предавањата немавме, затоа што тоа беа дебати во културни центри, на универзитети, во средни школи, со разбрани луѓе, кои што ја знаеа целта на презентациите и има отворен ум. И знаеа што точно ќе се разговара на тие презентации и го поддржуваат тоа. Во однос на музиката која што ја правевме, мислам дека сите сме имале проблеми со пласирањето на таа музика, дали без разлика во телевизија, во радиостаници и така натаму. Затоа што скоро ближиме еден час, би сакал уште неколку прашања па да ја заокружиме ова дискусија, дали времето лета брзо кога имаме ваков разговор. Дали забележувате промена во однос на расположението и фокус кон одредени работи од кога почнавте да се интересирате за рапот и денес? Во смисла на гледаме денес доста рапери се само затоа што зеле одредена дрога поголема од што треба, се предозирале. Голем дел од лириките на тие младите луѓе кои го направиле тоа се доста депресивни, го гледаат светот низ една нихилистичка призма, не наоѓаат смисла во тоа што го прават, додека порано јас не сум начекал некој таков рап кој збора се разбира за смртта. Смртта во рапот е многу присутна, но не дава таква една песимистичка нишка како да утре нема утре. Дали во вашиот личен опус и општо во хип-хопот забележувате една по-депресивна, една апокалиптична нишка? Да кажам јас, вака. Ајде. Јас баш и тоа мене ме фасцинира кога видов и со каков тип на дроги се дрогираат во суштина и викам ете како и новото време види викам што донесе сируп или така натаму и не знаејќи нели кој е составот. Ја на тоа баш и истражував и видов дека и тоа им е еден вид зараза, како да кажам, меѓу нив, како што на пример Snoop Dogg овие го донесоа, нели ја донесоа марихуаната во мејнстримот, така. Нели во хип-хопот, меѓутоа таа и претходно во регето, била во джезот, била во клубовите, едноставно е нели растение и не може да се гледа така. Иако нели има многу рок звезди кои што имале со хероин и така натаму проблеми, али ова ново во време мислам новите артисти, мислам дека не се доволно информирани и околу цела екипа околу нив, се исто така, знаеш, они се суштина откачени дечки, имаат лирики и новото време ти прави одма да снимиш и одма да извадиш трака.
Разбираш, одма можеш да го направиш тоа. Конекциите кои што ги имаат они, тоа јас не го знам. Ама овердоз доаѓа од тоа што не си доволно информиран за тоа што го правиш или си едноставно храбар, сакаш да го направиш тоа, може и да е од болка и депресија, но тоа е сепак индивидуално, а они како се чувствуваат, тоа мора блиските околу нив да знаат. Така. Алек? Ја мислам дека хип-хопот не е доволна причина за некој да навлезе во светот на криминалот или во светот на дрогата. Затоа што за да влезеш во хип-хоп културата, мора да имаш поинаква перцепција на светот од оние кои што ги нарекуваме мејнстрим луѓе, од она мејнстрим популација. Што значи ти претходно и пред да влезеш во хип-хопот си имал поинакви начини, дали си имал некои тегови, дали си имал некои проблеми и си навлегол во хип-хопот. Не велам дека хип-хопот ништо не поттикнува, дека не прави ништо. Значи, благодарение на хип-хопот многу луѓе го изгубиле својот живот. Меѓутоа, хип-хопот дека е фактор за влез во светот на криминалот, мислам дека не е. Хип-хопот е дури напротив би кажал издувен вентил. Ти имаш некој проблем дома, дали со комшиите, дали со пријателите, дали со општеството. Ти го канализираш тој проблем преку рап музиката. Тоа може до некаде и да те спаси. Да, како им една на Лупе Фијаско, многу познат рапер во 2000-та натаму, баш имаше еден сингл кој стана ултра планетарен, познат, Hip Hop Saved My Life. Имаме два коментари, едно до објаснување од професорот Вилич, кој што вика мора да се извинам, не мислев на скопскиот во однос на другите градски сцени во Македонија, ме бендиса еднашени дечки во Куманово, ама не помнам како се викаат, веројатно мисли на Подземан ефект. Поздрав до дечките од Подземан ефект, да, супер, и уште се супер. И уште прашање од господинот Станимир Панајотов, во кој што вика дали има или како да се оправда постоењето на аполитички, односно лајфстайл рап и хип-хоп. Дали мислите дека има некој таков рап или хип-хоп кој не знам, служи само за амортизација на гнев или акумулирање на материјални добра, или како може тој да се оправда? Јас мислам дека се враќаме на почетокот од дискусијата, дека во голема мера денешниот хип-хоп е таков. Значи, купниот хип-хоп. Значи, не го оправдува постоењето на глобализацијата, на конзумеризмот, на сите позитивни и негативни работи кои што ни се случуваат во општеството. Значи, го оправдува мејнстримот. На кратко. Да. Не знам, јас мислам дека баш тие што најмногу творат у хип-хопот за забава, почнува со тоа што се млади, а после тоа е со намера, а може некој така се осеќа во тој момент, во тој свет каде што живее. И затоа нели е убаво да се прават и песни кои што говорат и за нели забава, за чил, за сето тоа. Но како артист еден, пак ти викам, тоа е моје мислење, јас не мора да се каже дека е така, дека треба во својот каталог да има многу работи за кои што збори, како и на маса кој ќе седнеш на муавет, така не можеш за едно цело време да зборите. Значи да можеш да можеш да говориш на повеќе теми. Тоа е и така и во разговорот, така и во рапот, кој што е еден вид на разговор врз музика, разговараш со луѓето што те слушаат. И тоа е тоа. Јас мислам дека затоа што рапот стана ултра популарен и кога виде музичката индустрија, посебно големите издавачки куќи, како Универзал, Сони и слично, дека рапот е толку магнетски приврзан за младите луѓе, буквално прават продукти кои немаат никаква автентичност, дури ни со артистот. Затоа што ако видите една песна, таа не е производ на некоја органска соработка.
Значи, ако има некој рапер кој моментално е популарен, самата издавачка куќа му наоѓа некоја друга пеачка која е исто така популарна. Тоа е еден алгоритам, да речам, нивен алгоритам кој смета дека ќе донесе толку views на Spotify, толку продажби на синглот и веќе рапот се користи, тој рапер се користи само како еден вид на аватар за калкулациите материјални на издавачката куќа. Тоа порано го немаше, но сега може многу јасно да се види дека X рапер со X пеачка не ни се знаат. Тоа е само една преку мејл пуштање на вокали, синглот се издава и тоа е тоа. Значи, такви вид на музика, посебно во рапот денес, кај тие најпродавани артисти, се случува на тој начин. Порано не можеше така, затоа што можеби технологијата не дозволуваше, можеби затоа што рапот не беше до таа мера комодифициран. Но сега и како е. Видете топ листа US топ 10, од 10 топ 10, 7-8 се сигурно имаат рап инфлуенца или се чисто рап R&B песни. Уште едно имаме коментар, исто Станимир Панајотов дава пример за Бугарија, вика во Бугарија многу го сакат во дискотеки 100 кила, ама кога зазема став директно кон расизам, има беклеш од фан базата. Аха, значи, ги сакат раперите се додека ги забавуваат во дискотеки, но кога ќе искажат некој политички став, фан базата пробува да го игнорира тоа или не сакаат нивниот артист да артикулира политички ставови туку само за да ги забавува. Тоа што е фан база, сега треба да подискутираме за тоа што е фан база. Затоа што имаш константна постојана фан база која што ја влечеш со години и инстант фан база. Претпоставувам дека таа инстант фан база се тргнала на страна, која што е многу помногу од таа константната што имаме, органската фан база што ја има. Пошто органската фан база претпоставувам дека го знае артистот цело време, му ги знае неговите корени, знае како почнал, ги знае однапред неговите ставови, без тој јавно да ги искаже. Пошто еве, хип-хопот е израз на животот, на индивидуата. Значи да, не треба да се има само политички и социјални теми, треба и да се има теми од животот. Ние не се бавиме само со политика, колку пати сме останале во студио да пиеме. Мислам, тоа мора да се овековечи во некоја песна. Да, баш така. Да. Меѓутоа, треба да не се заборави од каде потекнуваме и што правиме. Мислам дека хип-хоп културата е ретка, односно рап музиката е редок музички стил кој што го прави тоа. Да. Јас се би поставил на крајот уште едно прашање. Правам вака некои мои ретроспективи и рапот порано беше доста по-хомофобичен, не даваше простор на женски артисти, да кажеме Лорен Хил со нејзиниот легендарен албум да се бореше за некоја родова рамноправност и слично. Ако fast forward денес, имаме аутирање јавни на некои најпознати рапери како Тайлер the Creator кој изјавува дека е геј, едно од најпопуларните женски раперки, стварно на најсурови кои мене ми прават кеф, се декларира како лесбека, Young M.A. Имаме Young Thug, Lil Uzi Vert кои носат фустани и слично, кои се генерално како перцепирани како женска облека. Како гледате вие на овој шифт, на ваквата прогресија во рапот? И дали мислите дека рапот станува подемократски, поинклузивен, потолерантен? Вака, јас, според мене, сето тоа што представува проблем од не година во година, очигледно е тоа декада во декада, мислам дека хип-хопот, без разлика што и да е, кој ќе го разбере проблемот, помага. Тоа хип-хопот го ставам условно како една личност, така хип, здраво, јас сум хип-хоп. Ќе те ислуша
И после тоа ја дава својата поддршка, пошто сето ова е неограничена уметност, а на крај крајва е неограничена. Исто и тоа е една димензија. Така и човечкото постоење се додека нели не повредуваш некој друг, да го повредиш буквално физички. И од тој аспект мислам дека хип-хопот е нормално кој ќе го ислуша тоа, една цела декада колку и да даде одговор кој што ќе помогне, а не кој што само ќе одмогне. Тоа е моето мислење. Ја мислам дека хип-хопот се движи како што се движи општеството. Не само хип-хопот дека беше по-хомофобичен пред 20 години, целото општество беше пред 20 години хомофобично. Зборам за едно глобално светско општество. Така да не е дека хип-хопот така му текнало, има некое влијание во хип-хопот така сам по себе станал, туку општествените процеси неминовно влегуваат во хип-хоп културата и ја прават таква каква што е, како што е и општеството. Да. И еден елемент кој што е исто кај нас, на пример, конкретно е дека и не е страшно, нели, патриотизмот да се внесува во песните. И тоа е кај нас поголем елемент на политиката, каде што гледам, нели, Бизи ми го има спомнато во коментар. Да, во коментарите. Тоа сепак е патриотизмот повеќе насочен. Ја не навлегувам ниво и близнаците од нели од Пука козметика кои што исто се ангажираат, ама пак преку призмата на патриотизмот некако тоа излегува без разлика каков е нивниот мојот став, едноставно тоа постои и они борбата на пример на тој начин нели постои, сакам да кажам. Тоа е. Точно. Дечки, фала ви многу за овој разговор. Се согласуваме дека Само што почнавме. Да, само што почнавме. Мило ми е дека се согласивме дека рапот започна како глас на безгласните и на гневните, како што видовме и денес има работи зошто би биле младите и постарите гневни, така да рапот ќе живее во сегашноста и во блиската иднина најмалку. Фала ви што одвоивте време, се гледаме на вашите концерти, на вашите промоции и ако имате некоја завршна порака, ви го оставам подиумот на вас. Фала на поканата, мислам дека направивме еден убав муабет. Би било добро да се одржуваат уште повеќе вакви муабети со цел да се развие свеста на народот, не само за хип-хоп културата, мислам дека и воопшто за критичкото размислување за светот. Значи да седнеш вака и да поразговараш со некого отворено за сите прашања и да не се кој нема да се согласиш да развиете дискусија со аргументи зошто било тоа така е многу важно за секој човек. Значи секоја комуникација од овој тип е добра. Фала на поканата, што треба да кажам. Поздрав до сите што ја следа. Се гледаме. Така. Фала и од мене многу на поканата, многу добар муабет, продуктивен. Се надевам дека вакви ствари ќе се случуваат и дека ќе се тренираме да бидеме што по свесни, по нели добри во душата, исто така да сме нели насочени кон емпатијата за да знаеме нели да чувствуваме тоа што му се случува на другиот, а да не ни се случи на нас. Тоа респект од мене. Ови на сите, имајте пријатна вечер. Поздрав.